Завршија празниците, ехото ве молам, еве, уште не сме уиграни у студио. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на фреквенцијата 98,1 FM и во живо на Facebook и отпосле на YouTube. Претплатете се на нашиот канал за да ги слушате најексклузивните анализи, најдобрите информации за Македонија и светот. Ово утро заедно со мене е колегата Драган Милосављевиќ. Добро утро, Драган. Добро утро на сите почитувани слушатели, гледачи, честитки уште еднашка за празниците, новогодишни, божикни и така натаму. Порака да сме сите здрави и живи, тоа е најважно. Малку среќа не е на одмет и одиме понатаму за Драган, ја и ти малер не фати. Точно. Божикните и новогодишните празници ги поминавме во крејата. Со вирус. Со вируси. Дома заедно со семејствата, со многу потрошена тоалетна хартија, камени на стомак, удри на нос. Испиени многу течности, еве сега чајче се пие. Може би не казнија тоа што последната емисија од минатата година на 31-ја започнавме со вино и и чигаре. И не падна имунитет. Да, не падна имунитетот, но таман мислиме завршија прославите, заврши новогодишната фама и се појавува Сашо Мјалков со Ферари. Да, наистина многу интересна информација. Мислам дека Скопје 1 ја изфрли. Да. Мислам дека Скопје. Не, сега ексклузивно ќе ви откриеме кој го сними Сашо Мјалков. Така ќе дојдеме. Каде дојде снимката? Но за овие што сте случајно не информирани, еве да кажеме, се појави снимка на која што се гледа лицето Сашо Мјалков, кој што е на условен отпуст од македонските затвори во Монте Карло, велат од Ферари, кој што некој го прецениле меѓу 600 и 700 и нешто илјади евра. Да, основната верзија без клима е 450.000 евра. Па сега тоа Ферари, кога го видов и јас некој ова Ферарчево е. Некаква господја имаше, ако не се лажам, во близина. Која, да бидеме искрени, не личи на неговата сопруга. Да, не личи. Прима балерината, една од легендите на македонското балетско, како се вика тоа? На македонскиот балет, Александра Мјал, не личи на неа. Веројатно станува збор за некаква блиска пријателка, идеолошки, нели со која се согласува. Може би полемизираат за најновите случувања во светот, за геополитиката, за Гренланд, Канада. За важни прашања, За важни прашања ние нема да имплицираме дека нели тоа пријателство има некаква друга димензија, затоа што сме сепак културни луѓе. И веруваме во демохристијанскиот карактер на Сашо Мјалков. Интересен момент беше што онака му даде клучевите, му ги даде од Ферарито на оној човек што работи во хотелот очигледно. Како батлер. Па да, тоа му го фрлија на типот Ферарито, као иди паркирај го. Меѓутоа, мене ми личеше од таа снимка дека Сашо Мјалков е наистина свесен дека го снимаат. Сега, јас прво мислев дека господинот Мјалков сам ја нарачал снимката, затоа што прво пред скап котел, ноншалантно така излегуваш, се шеташ во Ферари и баш некој ќе го познае дека е Сашо Мјалков од Македонија, велам, ова сигурно си го има сам нарачано, но потоа ми го испратија оригиналот, моите пријатели од немам пријатели од Монте Карло, од Скопје. Сема некој очигледно прати такви Инстаграм профили. Инстаграм профилот се вика mona.co, значи Монако. 98.000, има преку 420.000 фолоери. Добро. И постојано ги следи тие елитни настани во Монако што се случуваат. И што вика батото? Не вика батото, туку во едно од видеата каде што се покриваат, влегуваат на некој голем настан таму во тоа казино елитно и се снимаат едно 30 луѓе како доаѓаат со убави возила, некој станува збор за некаков таков настан и Сашо Мјалков е фатен баш меѓу тие луѓе. Сега очигледно некој од Македонија го видел тоа видео. Ме разбираш? И некој од Македонија го дал на Скопје 1 ставиле жик и тоа е тоа, мислам. Добро. Но видеото е јавно,
пак ќе кажам, и е поставено на овој профил, така што за тоа од каде потекнува ова видео и кој го снимил Сашо Мијалков, станува збор за Инстаграм профилот mona.co 98.000 кој ги следи овие елитни настани. Гледаме тука едни дами облечени прилично провокативно, да не речам со сомнителен морал, но скап. Со скап морал. Со скап морал, да, тој на вистина правиот израз, така што снимката од Сашо Мијалков доаѓа од таму и еве да ја кажам искрено, тука имам неколку пријатели, јас кои го следат, ја не знаев дека овие луѓе сакаат да следат вакви работи. Зашо да не? Да, мислам да. Реално не е. И тоа видиш, дојдовме до тоа дека наш човек контроверзен, после дека смисла на зборот е дел од джетсетот во не, види се, значи контроверзен е како се вика, е мал збор. Лесен. Наш човек осуден на затворска казна, кој не легна ниту еден ден во затвор, беше регистриран како возач на директорот на затворот и си седеше у мериот у Скопје, пушеше пури и се гледаше со луѓе, значи таков човек, кој не легна во затвор иако беше затворен и на крај беше на отпуст, пуштен поради добро понашање. Навистина е добро понашање да не влезеш уопште у затвор. Значи сега да бидеме вака, да бидеме искрени, тоа е навистина добро понашање. Во меѓувреме застареа дела еден тон. Во меѓувреме му застареа делата. Во меѓувреме, значи мора да бидеме искрени и да кажеме кој го креираше тој човек и мораме да кажеме кој го надогради тој човек и кој му дозволи на тој човек вака да уринира врз сите нас со ова сега што го прави со очигледно наши пари. Значи, првенствено. Јас се надевам нека може да го следат што го зборуваш ова. Да. Значи, да кажам надградбата на темата. Значи, ви кажавме од каде му е ви кажавме кој го снимал. Сега да ви кажеме од кај му е Ферарито на Сашо Мијалков. Почувани слушатели, Сашо Мијалков има Ферари, добра другорка за која разговара за Кант, Хесе, Хегел, Фойербах, Фром, Франкфуртска школа, Теодор Адорно, овој како се викаше бе, не знам зашо мисли сега. Па добро, може и нешто по-лайт. Пауло Коелјо, Драган Таневски, Коста Петров. Значи, инспиративно. И кола, и ваква пријателка со која, нели, општи за култура и се друго, Сашо Мијалков има од вас. Вие му имате купено пријателката, вие му имате купено колата, вие му го имате купено хотелот, вие му ги имате купено сите фирми која за нафта, сите станови, сите имоти, панорамики, водна, се и се што. Вие му имате купено. Тоа е све купено со ваши пари. И со она што е наше, Сашо Мијалков ужива, во моментот веројатно го има на времено користење. Но, она што треба... Иако Милош вели, може, реке како се вика, рентакар му е Ферарито. Јас мислам, не му е рентакар Ферарито. Добро? Значи, да се разбереме. Сашо Мијалков е создаден од неговиот братучет Никола Груевски. Кој што му даде стравична моќ, тоа е факт. Пред Никола Груевски, Сашо Мијалков беше никој и ништо. Некаков ситен бизнисмен, со многу ситни бизниси, увезол некакви пива, чуда од Чешка. Да, е нешто. Не е одела... Дуќанчина, како викаше ој... Велера. Дуќанчина, ситна стока. Значи, станува прво во воено разузнавање кога братучет му Никола Груевски е министер. Миторски раст. Во време на владата на Љупчо Георгиевски. Потоа, нели, по второто владење станува директор на ДБК, односно на УБК поранешно, сега се вика АНБ, и почнува еден неверојатен раст во капиталот на Сашо Мијалков, а директорот на АНБ на почеток некои 1000 евра плата имал. И сега со 1000 евра плата вие не можеш да купите, нели, не можеш да станеш милиардер, многу едноставно. Да, очигледно почнува еден крајно корумпиран процес. И сега мене ми е многу интересен братучет му, Никола Груевски.
Знаеш ли зошто? Затоа што морализира од Будимпешта. Не, во овој момент, во изминатите неколку години, има еден феномен во македонското општество, тоа се вика чаршафите на Никола. Добро, да. Никола Груевски избега од Македонија, избега од правдата во Македонија, поточно Заев го ослободи да избега од правдата во Република Македонија. Никола Груевски е во Будимпешта. Од Будимпешта Никола Груевски секојдневно пишува чаршафи текстови на социјалните мрежи. Во тие текстови анализира за историјата на Македонија. Вие може да дознаете како се викала втората братучетка на Дончо Штипјанчето, омилениот хотел на Борис Сарафов каков бил, Тодор Александров шо му рекол на Атанас бабата, и значи такви работи може да прочитате. Може да прочитате негови погледи за тоа какви економски успеси остварил во делот на странски инвестиции, што е сега дел си стои тоа, не може ние да му го негираме, ние не му го негираме, поздрав до господинот Груевски, му благодариме што направи одредени економски успеси. После за инфраструктура, па за стази збори, неговата стратегија каква била. За кожу, да. Да, Македонија какви скијачки центри треба да има, какво хотелиерство, за туризам, експерт е за финансии, нормално тоа му е една потесна област. Бојан Криџе е спомнат. Да, геополитика знае да се анализира таму исто така на еден така прилично темелен начин. Екстензивен. Кај Груевски може да се анализира се, но никако еден чаршаф за братучет му да напише. Не чаршаф, една реченица макар. Значи не, никако да каже, значи како овој човек се збогати, да ни ги открие тајните 10 точки на успехот на Сашо Мјалков, 10 принципи на успех да ни каже за него. А сигурно се дека може книга да се напише без проблеми, односно да ја напише на темата. Да, значи бидејќи објавува и книги на крајот. На крајот од денот може да напише книга Мојот братучет Сашо Мјалков. Да. Мојот успех, мојот братучет, мојот успех. Мојот братучет, мојот успех. Затоа што очигледно Македонија не успеа нели да ја зачленам во Европската унија и така натаму, но Сашо Мјалков го направи европски бизнисмен. Монте Карло е во Европа. Така што господине Златев, имате ексклузивни информации стално. Може ли да ни откриете кој бизниси ги има господинот Сашо Мјалков? Има Максбет кладилница. Тој него? Да, она зелена, некаква франшиза му е со Србија нешто, комбинација. Го има Мериот. Има некакви компании, нешто со инвестиции, граđевина, нафта се бават. Со нафта тоа знам. Лесно бе брат, укради 200-500 милиони и после многу е лесно. Како да ти објаснам? После ќе бидеш инвеститор. Али суштината е дека, пак ќе кажам, Никола Груевски главниот виновник за создавањето на Сашо Мјалков. Сега. Тука не завршува вината. Го молиме Груевски исто избега со куп наши пари, вели Тони, немам потврда за ова се, не можам да зборувам. Не сме го виделе Груевски у Ферари. Овој дека избегал со наши пари, Ферари тој доказ е, тоа е тоа. Не, Груевски, гледаме на кафе, на пиво, што може тоа да си го дозволи и со социјална помош за азиланти. Некаква. Значи, но, одиме понатаму. Доаѓаат Зоран Заев, Али Ахмети на власт, тие го амнестираат Сашо Мјалков и го надоградуваат неговиот бизнис. Значи не го затвараат. Така што и тие може да напишат исто некој чарша вака која збори Заев за неговите успеси за отворено општество, за членство во НАТО. Он без Сашо Мјалков немаше да не внесе нас во НАТО. Тоа е вистина. Потребен беше Сашо Мјалков да ги убеди оние 8, како да ги наречам. Да. Понатаму. Значи одиме понатаму. Димитар Ковачевски исто така. Сашо Мјалков е творевина на сите овие. И сега имаш ти една нова влада која што треба да ги менаџира последиците од се ова. Знаеш? Да. И многу тешка ситуација за новата влада. Зошто го велам тоа? Сега види, Сашо ослободен, со застарени дела, ти се шета, ти се
се смее у лице, буквално. Да, на глава ти се, ајде да не кажам шо. И ти немаш што да му правиш. Он е слободен човек. Така е. Знаеш. И он многу е Трудбеник. Да. И ова го символизира Ало Кичец прегази човек која беше на у затвор. Мислам, Абсурдите на Македонија, да. Едно лудило создадува кое многу тешко Македонија ќе може да се справи со него. Оправо си затоа што луѓето инстинктивно викаат подобро, еве затворете го. Еве, ајде, како? Со што ќе го човек кој е слободен. Му застареле дела, му се исчистени му се гревовите очигледно. Не само што му се исчистени гревовите, формално правно он е невин. Мада морам да признам дека презира тоа блескава. Први му зачукаа 20 и кусер години затвор. Да. И потоа најдоа начин сите тие 20 кусер години да ги анулираат на 2, па и тие 2 не ги одлежи. Не, он нема еден ден во затвор лежен. Значи еден ден нема Сашо Мјалков лежено во затвор, луѓе. У притвор нешто ситно што беше, тоа е тоа. Да, притвор беше малце, да. Значи, што се разбира му беше ставено во Не. купливат збир. Прикет, немој да верувате дека Сашо легнал у затворот у Струга. Зоран Заев, Димитар Ковачевски и дел од странските амбасади го ослободија Сашо Мјалков. И тука е вината за Сашо Мјалков и сега ние ќе си тераме шоу бизнис, ќе го гледаме Сашо Мјалков со другарките со кои си разговара за филозофија, психологија и contemporary literature. Значи ќе Сашо Мјалков е на некој начин символ на моралниот пат на општество. Сашо Мјалков е символ за Македонија. А најголем символ, знаете ли што е злото у Македонија? Покај. Сите оние кои му се восхитуваат на Сашо Мјалков како фраере, значи, тие се луѓето што ја влечат Македонија надоле. Поради тие што го гледаат као пример, види го брат, вози Мерцедес, види го како се понаша, види го лов, флаша имаше, ме разбираш, он е господ. Тие кои му се восхитуваат, у порно индустријата се нарекуваат флафери. Значи, да не ги објаснуваме сега што е тоа. Проверете на Urban Dictionary флафер што е. Значи, токму тие се главните виновници за тоа што Македонија е ваква држава каква што е. Еве ти вели Ѓорги Вачков некој, после добар конј секогаш се крева прашина со овакви емисии, само го величате началникот и го правите легенда. Добро. Баш ваков лик, овој тоа што го коментирал, со тој тие морални вредности, овие ликови 30 години ја влечат Македонија надоле. Ти ја да се восхитувам да човек кој у бомбите го видовме дека не знае сложена реченица да состави стварно. А не знае да состави сложена реченица, ама знае да состави екипа. Која што си го тера дружењето. Што сакав да кажам, ја не може да разберам зашто Сашо Мјалков доби признание од МПЦ. Да, и такво нешто имаше, доби некој признание од МПЦ, нели? Абе со брат му им дадоа плакета, им даде од штип оној, како се мислам, добро, тоа говори за моралниот вредност. МПЦ ова до сега ги има одликувано Васко Ковачевски колба со како се вика? Сашо Мјалков. Дури јас почнем да сумнам дека МПЦ ова нема одликувано еден поштен човек во својата историја. Не знам да видиме како изгледа тоа. Да. А јас како христијанин нели ќе кажам тоа што е. Имаше вчера ја коментар на темава, имав на колешка од факултет, имаше коментар, вели, те молам, не ми го споменувај бројчаникот, затоа што јас барав, нели, да се најде храбар судија или обвинител кој ќе му го заплени иметот, затоа што тоа е сепак работа на судство и на обвинителство. А овој и со ваква зверска кола не ми личи посреќен од оние што се возат во приватна 23-ка, вели колешка. Ти да, управо е, но сега. Но јас ќе ти кажам, ја и одговорив на тоа. Како беше лаг? Подобро да патиш во Ферари, приватна 23-ка можеш да смрдиш на лук, што е супер затоа што лукот е навистина здрав.
можеш да смрдиш и на пот, што значи дека си вреден човек кој со пот го храни своето семејство. Во ова Ферари можеш да смрдиш само на мивка. Значи да се разбереме, и тоа е смрдејата тамо. Леле Вирусов не си оди. Потепа очигледно. Јас сум за никаде, ама кај тебе е баш и видливо. Верувам дека нема на никој да му смета. Фактичка состојба е во прашање. Не знам да ти кажам право, Злате, влуѓе коментираат на велико очигледно, па и тоа па зборува многу, колку многу успеа да го украде шоуто Сашо Мјалков овие 2 дена, 3. Па валда, шо да му правиме, ти викам, да се размислиме каде сме, шо сме. Он знае каде. Да, он знае каде, но не само што знае каде, Сашо Мјалков, значи, е символ за несреќата на оваа земја, символ за несреќата на овој народ, символ зошто се повеќе луѓе го си одат од нели оваа земја. Ти, како зборам индивидуално, се кажувал за Сашо Мјалков, сега да не спадне нешто тука, се кажувал за негови работи кога он беше супер мокен. Не дека сега не е мокен, со сите пари што ги има, не може да не е мокен. Но во времето кога беше видиш, јас за Сашо Мјалков првите текстови за неговата работа им почнав да ги пишувам непосредно по смртта на Никола Младенов, без да инсинуирам дека има некаква поврзаност, тоа не се докажа и мислам дека нема такво нешто, но од тогаш почнав првите текстови да ги пишувам за Сашо Мјалков. Кога беше најмокен, кога јас работев во медиуми кои беа условно кажано провладини, тогаш, иако никогаш таа влада нешто посебно не сум ја поддржувал, исто пишував за Сашо Мјалков. Во времето кога луѓето го кажуваа неговото име со шепот. Кога почна пазарењето за уставните измени, најмногу пишував за Сашо Мјалков, тогаш јадев и кјутек еднаш. Да, значи ништо посебно, да бидам искрен, но не му попуштив. И никогаш не се откажав и никогаш нема да се откажам. Значи, јас сум као the man goes around and take a name, што би рекол Џони Кеш, до крај, до последниот денар, додека не се врати на македонскиот народ. Грешка си Љупчу, уште еднаш прочитај го коментарот и може ќе сватиш дека не го величам Сашо, да, си извинувам, ја него ни прочитав коментарот, Драган го прочита, може не сум го сватил. Извини, Георги, нема проблем, ништо лично. Поздрав, има и убав ден. И слушај нашата емисија, си извинуваме доколку не сме те разбрале. Значи, да продолжам во однос на Мјалков. Никош нема да се откажам, се дека последниот денар не биде вратено таа криминална фамилија на овој народ. Пак много значи, окей, ја имам lifelong commitment. Значи, нема никаков проблем. До последниот денар, до последниот Мерцедес GLK, или не знам што таму, GL обичен, појма немам што има све. Додека све не биде вратено, јас ке го мам. Тоа е моја лична мисија. Верувам дека и владата на Република Македонија ќе најде начин, иако пак ќе кажаме, они менаџираат последици од тоа што Зоран Заев го направи, Никола Груевски го направи, Али Ахмети го направи, Димитар Ковачевски го направи. Главниот проблем со оваа влада што за жал мора да менаџира последици. Да. Генерално, во многу вакво. И на крај овој блог за Сашо Мјалков ќе го завршиме со еден цитат од Сашо Мјалков во едно од бомбите која кажа не е се во Монте Карло, има нешто и во Горно Лисиче. Значи Сашо има нешто и во Горно Лисиче. Таму заврши твојата политичка кариера, а овде во Скопје ќе заврши твојата бизнис кариера, а може и кариера на слободен човек. Еден убав ден кога Македонија ќе има слободно судство и обвинителство. Денес освен Сашо имам уште две теми. Следната тема се факт-чекерите, Драган, и после тоа одиме со Бојан Христовски по рекламите, ама пред рекламите да ги фатиме факт-чекерите. Ајде, факт-чекерите, многу јака ситуација се создаде со Мета. Тоа е онаа компанија која што фактично го држи Facebook во своји раце. Закерберг или Цукерберг е истиот човек кој што е начело на сите овие компании, дечкото, ликот, батото најави дека ќе мора да ги отпушти тие
узди на цензура кој што постоја за жал на неговите социјални мрежи и прито најави дека фамозните факт-чекери ќе заминат во историјата. Она што можеби пребрзо се израдуваа луѓето кај нас е дека се убедија некако дека ова ќе важи за сите Facebook профили на секаде во светот, меѓутоа моите информации велат дека не е баш така. Тоа мислам дека барем на почеток ќе важи само во Соединетите Американски држави. Европа има посебни регулативи, посебни законски одредби за тие работи и мислам дека фактчекерите кај нас работат под юрисдикција на тие европски регулативи, а не на Facebook во САД. И за жал, ако сум во право, овие ликови кои што буквално не замараат со своето постоење, ако така смеам да кажам, ќе продолжат да не гнјават уште некое време. Види, добро е Што почна? Ќе се ослободиме од оние смрдежи кои ни го... Јас внимавам со зборовите, Златев не. Па шира терор сега. Не, види сега, не може бе човек, новинарска организација во Македонија, Совет за етика, каде што членуваат луѓе во Советот, седат со луѓе со 500 години искуство во новинарство, како Мирче Адамчевски ќе оспомнам, да ме осуди 2 пати во годината, ни еднаш да не ме осуди од 2024 година за нели, они ги проверуваат нашите работи од етички аспект. Ни еднаш, оние смрдежи од една невладина организација, платена од доскорешна влада, да не се лажем. Од доскорешна влада, платена од странски амбасади, они ќе седнат и пази шо било овакво, какви прекршоци не имаат најдено. Значи, брат, како да ти објаснам, факт е дека тоа не е факт чекинг, туку цензура на оние што критички обсервираа работата на поранешната влада. Точно така. Сега, има уште една работа. Холандскиот амбасадор секаш еден фраjer со цвикери, искача стално и се прави паметен. Се секаш? Многу пари ви дадовме. Да, и он вика, многу пари дадовме од држава, не гледаме ефект у судство. На катици дае пари, он очекувал ефект. Сега, им дава пари и на Мета, Холандија, и еве ти го ефектот сега. Да. Мета, клоца. Како да ти кажам? Значи, нешто е најстрашно, во тие факт-чекери се главно третокласни новинари, нанесени третокласно. Не, има голем дел што ја не ги не познам. Апсолутно, анонимуси кои што на некој начин месечини од една страна го прават тоа ревносно. Дома не ги знаат дека се новинари. Да, меѓутоа го работа тоа факт-чекерство прилично ревносно. Вако ти новинар си? Да. Иде кај баба му на гости за Великден. Ти новинар си? Нема, брат, не постојат. Не постојат, но баш затоа што не постојат, некој им дал шанса на злобен начин. Значи да ни се одмаздат наш кој постоиме. Така. И пак ќе кажам, да бев ја некако, не може Совет за етика ништо да не ми осуди. Совет за етика еден од согласно тие, нели, статистики за медиуми со представки така натаму, ние сме еден од најетичките медиуми во државата. Но за факт-чекерите. Но за тие смрдежи, нема поубав збор, кој ричот ни го намалија на социјалните мрежи, да ни биде неделно да стигаме до 25.000 луѓе, а имам на 3 профила заедно 100.000 ужасно е кога неадекватни, фрустрирани луѓе се наоѓаат на позиција да казнуваат. Но и покрај тоа пак 3 милиони посети со нивната цензура имаме, без Facebook. Вака или онака, секој ќе си го најде своето место. Тие ќе си го најдат во буништето на историјата, во буништето на кариерата. Да збогум да не ве гледам више. Некам да знам дека постоите, тргнете ни се. Значи, мрш, како да ти објаснам? Чао, факт чекери. Доста беше, народот ќе процени, професионалните институции во новинарството ќе проценат, еснавските организации ќе проценат дали нешто е погрешно или не, а не вие да го имате монополот над вистината. Анонимни битанги. Никој и ништо. Дури ми имаат и тужено, пошто ги извадив со слики еднаш, ево вие бришат од Facebook, викам овако, и ме тужеа. И ништо, на крај ми требаше само да платам адвокатски трошци за нивниот адвокат, ништо страшно. Да? Да. Ништо, не ме осудија никакво. И после што ќе смрдежи. Да.
Пак ќе ти кажам. Зашто ќе те осудат? Тоа е работа. Зашто ќе ме осудат, ги извади в суими пред... Они не ги бришале Facebook, ги бришал, они само давале насока. Ма не, мој, ха, ме разбираш? Да. Знаеш? Какви ликови. И еве на Facebook, у моментов не гледаат стотици и стотици граѓани, илјадници прегледи ќе имаме на Facebook на ова видео, на Facebook кој вие уште го цензурирате, сега ќе ви избркат денови кај да е Марк, и на Facebook ви викам дека сте смрдежи. Ај цензурирајте ме да ви видам сега. Ќе видиме дали ќе ги Одиме избркам, со Марк. една Ајде. пауза за реклами, Драган. Ајде. Етичката комисија на Радио Лидер ме прекори за користењето на како се вика, на Неадекватна терминологија. неадекватните зборови од типот на смрдежи кон факт-чекерите и комисијата предводена од колегата Никола Николовски ме казни со 45 кафиња глоба. Може во денарска противредност, може у капсули да ја исплатам. Ќе исплатиш? Па што да правам, казна си е казна, етичка комисија, ние сме сериозна компанија. Да, започисте на Дури вистина. директорот може да биде казнет. А инаку кога сме кај новинари, кога веќе ги спомнуваме, Добро. а еден тип престана да биде професор, наставник на факултет по новинарство. Да, Артан Груби го избрка од работа, Човече. што е проблем сам по себе. Многу млади новинари ќе изгубат таков способен професор. Добар кадар. Добар кадар. Пази, со седмица просек дипломирал и станал професор. Само во Македонија. Апсолутно. Ова држава е чудо. Чудо. Него Драган друга е оваква работа. Пукај. Знаеш ли што е најважно? Сега ми кажа дека шефот на овие факт-чекери, кој пак е осуден сум од етичката комисија на Радио Лидер, Добро. дека ги нареков смрдежи, така што не е смрдеш, се повлекувам од кажаното. Значи не требаш да ги наречеш смрдежи. Да, не се смрдежи, Така. значи... Значи тоа како Да, фактички што да кажеме етички, дека овдека кога ќе немаше направиш- потреба да се каже смрдежи. Да, кога ќе направиш етички прекршок, тоа е прав новинар. Да, нарекувајќи ги согласно кодексот, смрдежи. Да, треба да им се извинам Затоа што ги нареков смрдежи. И јас се согласувам, не смееше да ги наречеш не см- смрдежи. Да. Да, и на вистина еве, етички прекршок направив што ги нареков смрдежи, но шефот на овие кои јас направив етички прекршок да ги наречам смрдежи, бил уствари новинар единов во редакцијата на Комунист. Вестник. Тој вестник има пропаднато веројатно 90 и некоја нешто. Не, нема, мислам Или дека потерала. 89-та нема преживеа. Знам дека Бранко Геровски има работено таму, него ќе Да, го нешто прашаме опишувале, за колегите. кога рикнале тие, да. Чекај, шефот таму работа. Да. Но вие што ти непотребно ги наречеш смрдежи. Да, со етички прекршок направив и осуден сум за тоа од етичката комисија на Радио Лидер што ги нареков смрдежи, шефот на тие, нели? На овие ти што ги наречеш смрдежи. Си работел во Комунист таму негде. Да. Во тоа гласило. А смрдежи и комунизам не одат заедно. Така што се извинувам. Чекај, во тоа гласило кој знае како било да се работи. Таму се учени тие квалитетни демократски норми, стандарди, факт-чекерства. Знае ли Цукерберг мислиш за кадрите? За кадрите, од кај се изнедрени тие кадри. Но како и да е, било па поменало тоа кој Комунист некогаш, јас повторно уште днеска ќе упатам на твојот морален кредибилитет, прекршок, не можеш да ги наречеш смрдежи. Да, јас пак ќе кажам, се извинувам, навистина се извинувам. Што ги нарече смрдежи. Да, и затоа што направив етички нели прекршок поради кој овакво. Еве ти Агимјони се јавува од некаде, Агимјонус легенда вели мене да ме наречеш смрдеш. Добро. Ја ти доаѓам у емисија и ти кршам 2 зуба. Ај баш е утре. Утре ќе доеш Агим баш да видам. Значи, како викаа шарените кога вреѓа, тоа не било навреда, тоа било перформанс.
Па да, добро, но може ли да го сватиш како перформанс? Види, ти фактот дека го употреби терминот смрдежи. Дали терминот смрдежи беше перформанс или беше опрашање одредена навреда или метафора, да. Метафора беше зборот смрдежи. Но беше употребен како израз, еве да кажеме уште нешто. И пак ќе кажам, јас сум казнет од компанијата на која сум газда. Собственик у Централен регистар. Да. Тоа говори тоа говори дека ние не сме смрдежи. Значи, од мојата компанија бев казнет со глоба од 45 еспреса затоа што направив етички прекршок, факт чекерите ги нареков смрдежи. А не мораше да ги нарече смрдежи? Не морав, да. Апсолутно, јас се согласувам и ја примам со целиот свој дигнитет, професионално искуство, ја примам ова забелешка и овој етичка. Не може човек цел време на линија, емоциите ме понесоа да се внимавај друг да не го употребиш зборот смрдиш. Да. Ако треба ќе снимам и едно видео у мајца синдикалка во која се извинувам као Пав Дади кој го фатија првиот пат. Ако се разбирам. Добро, но ајде сега да не навлегуваме во вакви декаденци, нели? Да, имаме уште една тема која што треба да се разработи. Да, имаме уште една тема, темата е Бојан Христовски. Да ти кажам право, таа тема полека ме уморува мене. Значи, меѓутоа ме уморува, знаеш како? Затоа што некој упорно ја држи на... Значи, темата тебе те уморува, но не ја уморува Богданка Кузевска. Значи, вака сега... Па сега! Да, значи, и сега. Богданка Кузевска, секоја почит за нашата поранешна колешка, е портпарол на Социјалдемократскиот сојуз на Република, сега веќе за жал Северна Македонија, според нив, кој нели оние сменја. И вреди тука да се прокоментира. Имено, што се случи за време на празниците? На 2 јануари МКДМК објави дека Бојан Христовски, директорот на АНБ, добил НАТО сертификат. Во проверките биле земени во предвид сите скандали во наводници кои се објавуваа за него во изминатиот период. Идемо дале. Потоа излезе големиот експерт Оливер Андонов, поранешниот министер за внатрешни работи од неколку часа. И долгогодишен како се вика тоа? Фракционер. Да, председател на фракцијата составена од еден човек, нели, што е неважно, и изјави дека сам си го дал сертификатот. Много добра работа. Сега. Може ли сега ќе видите што е факт чекинг. Потоа сега сама го презема наративот на Оливер Андонов, значи А потоа се вклучи и некои други елементи сомнителни, да речеме. Добро, но и велат он сам си го дал сертификатот. Сега факт чекинг на целата работа. Отворете на Google НАТО org.com, како беше неважно, и пишете како се добива НАТО сертификат. НАТО клиренс. И ќе видите како изгледа процесот. Сега јас ќе ви го преведам. НАТО издава сертификат за безбедност на ваков начин. Прво, институциите во земјата членка на НАТО, безбедносните институции, во Македонија тоа се Агенција за разузнавање, каде што не е директор Бојан Христовски. Агенција за како се вика за национална безбедност, каде што е директор, но нема право тој да го поднесува брањето, го поднесува некој од службите внатре професионалци, колку што јас сум информиран, сега го поднел претходниот директор Зарко. Добро. Милошевски. Го поднел извештајот до НАТО. Трето, одиме понатаму. Обвинителството, судот, МВР, ДКСК и уште неколку други институции. Сите праќаат до НАТО информации кои ги имаат за него. Во тие информации се испратени овие тековни скандали со наведен TOEFL сертификат, со нели тоа со туризам менеджмент, така натаму. НАТО ги добива тие работи. Потоа, откако ќе ги доби, има еден процес кој трае месец и нешто. НАТО ја проверува автентичноста на тоа што му се испраќа од македонските институции.
Откако ги ја провери, ќе направи дополнителна евалуација внатрешна, НАТО издава мислење да се издаде или да не се издаде НАТО сертификат, односно сертификат за пристап до НАТО тајни, НАТО клиренс за таа личност. Јасно. Така изгледа тоа. И откако НАТО ќе го испрати тоа писмо, кое стига до дирекцијата за како се вика, за класифицирани податоци. Добро. Стојан, каде што е председател од СДСМ, каде се уште директор во таа. Стојан Славевски. Добро. Значи, таа дирекција го издава сертификатот. Значи, човек кој е во раководните структури на ЛДП или СДСМ, сега не ме фаќајте на збор, е тој што откако ќе го добие од НАТО мислењето позитивно, го издава сертификатот. Значи, на Бојан Христовски СДСМ му има издадено сертификат од НАТО по добиена позитивна препорака од НАТО. Така изгледа процесот. И сега Значи, и што е интересно тука? Во сега, Македонија можеш, повикувајќи се на рекла казала муабет од рекла казала тип, повикувајќи се на еден елемент само од целата приказна, да излезеш од тотално аматерско паушално толкување дека човекот сам на себе си издал. Значи, дирекција за безбедност на класифицирани информации. Таму е директор Стојан Славевски од ЛДП или од СДСМ, не ми земете за сега збор. Не е од ВМРО. Значи, ние пошто сме земја членка за НАТО, ние мора да го издадеме тој. Држава го издава. Во случај овој директор кој доаѓа од СДСМ или од ЛДП, не ме взимајте за зборно, и двете се во коалиција, двете се во опозиција партии. По препорака добиена од НАТО. Не бе сам си издал. Значи, ме разбираш. НАТО се и сега благо ретардирани и значи, то само Македонија може вакви глупости да се вадат. Идиотот како се вика, не. Ајде, внимавај што. Не идиотот. Интелектуалецот без грешка збор се, ала не знам што ми е светичките прекршици. Сега пак за африканци. Да, пак. Уште 45 кафиња. Се извинувам. Интелектуалецот Оливер Андонов, кој е некаков професор во оваа држава, ја ви кажувам постапката како изгледа. Значи, 5 институции од Македонија праќаат до НАТО. НАТО проверува, плюс евалуира и праќа мислење до институција на која што директорот е од СДСМ или од ЛДП, не ми взимајте за збор. И тој го издава сертификатот. Но клучното е дека НАТО кога проверува. Да. Не е тоа, ало, дечки, абе, што мислите, е добар. Да, значи, еве, сега ќе кажам. НАТО сертификат и покрај тоа што од сите институции во Бугарија имаше позитивно мислење, не доби Красимир Каракачанов. Да. И Красимир Каракачанов не седеше на седниците на НАТО, седеше неговиот заменик. Кој што има сертификат. Кој што има сертификат. Еве сега да ви кажам, дека за африканци заради вие мислите дека Каракачанов као министер за одбрана, државните институции негативно мислење дале за него. Сите дале позитивно мислење, но од НАТО рекле не, дечко, ти си тоа што си, да. Значи одиме понатаму. Заклучивме како изгледа дање на сертификатот и заклучивме кој го дал сертификатот. Сега е време да заклучиме зошто се случува се тоа. Ајде. Кога почнаа сите скандали, ние се обидовме овде да ги презентираме фактите и ги презентиравме на еден или на друг начин. Презентиравме дека Бојан не го добил сертификатот од Јулија, туку дека таму само онлайн слушал предавање, сертификатот е издаден од друг центар. Тоа е право. Презентиравме за неговата диплома дека се признаени кредити од негово претходно учење и дека таа диплома не му е ни потребна затоа што тој веќе има образование високо стекнато на УКИМ. ДИФ има завршено и после има магистрирано на безбедност на исто државен. Но хајката продолжи. Ја реков, добро, еве, нема ние сега што тука да влегуваме во процес, ајде да видиме НАТО што ќе каже. НАТО го издаде сертификатот за Бојан Христовски. Продолжи хајката против Бојан Христовски. Но ќе продолжи очигледно и претаму. Зошто? Знаете ли зошто? Ајде. Многу едноставно. Човекот влезе на функција каде што старата удба во Македонија не сакаше да влезе. И со ова што се случи, НАТО им објави војна на старите удбашки структури во државата.
И тоа треба да ни биде јасно на сите. Ова што се случува сега е последниот крик на екипите на Слободан Божгоевски, екипите на Зоран Верушевски, екипите на сите оние кои од тајните служби кои со години правеа местенки, во судството местеа пресуди. Сашо Мјалков беше експонент на сето тоа со на незаконско прислушкување за кое не одговараше, па сега се вози со Ферариње заедно со другарка му за која зборуваат за филозофија, а немаат друга форма на меѓусебно општење. Така. Суштината е дека сите тие сега, затоа што веќе неколку години сме во НАТО, а НАТО има филозофија да се пресмета со овие бивши комунистички тоталитарни структури, Бојан Христовски има мисија да се пресмета со нив. Сега, затоа што влегува таму. Со таа мисија нормално е дека постоечката длабока држава заедно со политичките партии кои ги контролира, овие, како се вика, наводниве професор Оливер Андонов, професор бил, и вториот, двајца се, Оливер Андонов и Методија Хаджијанев, овој што е генералот во како се вика, во пензија. И тој даде изјава дека сам си ја правил проверката, што исто не е точно, а инаку Методија Хаджијанев и го консултирале од вестник да даде мислење за НАТО сертификат човек кој беше тргнат од функцијата пред 2 или 3 години затоа што не доби НАТО сертификат. Он беше главен, не знам, на пешадијски полк или на кој полк беше и не доби Мето Хаджијанев НАТО сертификат. Тоа е факт. Еве нека ме тужи. И затоа што не доби НАТО сертификат по претходна проверка од Македонија со позитивно мислење пратено од Македонија кон НАТО, он не доби НАТО сертификат. И сега он кажува, не, ама тоа не го дава НАТО од тука, он се пере уствари себе си, знаеш. И сега сите тие такви експоненти, плюс делот, нема новинар кој не е закачен на ова цело време, кој не е удбаш со онака, со тапија. Од прв до последен, очигледно го прават тој проект и ова више е смешно, затоа што секој ден зборат се поголема и поголема лага и се поголема и поголема глупост. Дека он сам си го дал сертификатот. Не, Стојан Славевски од СДСМ или ЛДП, не знам, го дал сертификатот по препорака од НАТО. Не одлучил Стојан, да се разбереме. Тоа е вкуството. НАТО одлучува. Стојан само подпишува на крај. Како човек што у Македонија, нели согласно затоа сме членка на НАТО и сме подпишале таму договори, он го подпишува. Ама НАТО го издава. Сега Оливер вика, овој сам се го вика, ако државата давала така лесно НАТО сертификати, тогаш Фрчко зошто не добија тие беа на власт? Точно. Прочем. Така е. Ова е много... Не знам зошто им смета Бојан на сите, ви кажав од прилика зошто им смета и знаете зошто им смета. Значи, не е проблемот самиот Бојан. Проблемот е целиот проект дека треба да се сруши старата удба во Македонија. Да се срушат сите оние кои... Знаете што се случува, што правеа тие луѓе таму? До ден денес голем дел се запослени во таа институција. Долги години, децении. Знаеш што правеа? Тие судски пресуди местеа. Иде кај суд и вика национален интерес ти да го ослободиш, Бог ќе го крстиме. Да речеме, да. Не инсуираме на никој. И го ослободува судот. Иде после, вика национален интерес е овој Шверцов што го фатив ти вика на полиција да тоа ние го правиме нешто и полиција се трга. Службата е всушност изворот на целиот криминал во оваа земја. Да, и тоа ќе дава отпор до последно. Ќе дава отпор се додека последниот дел од таа длабока држава не биде искорнат. Ќе се случува ова. И сега има мисија Бојан Христовски. Дали за 20 години ќе вози скапо Ферари као неговиот претходник Сашо Мјалков и сите ќе го плюкаме, или ќе заврши нешто корисно. Ќе заврши нешто корисно. Сега е кај него топката. Не е кај и одговорноста е голема, ама и функцијата е голема. Така е. И сега треба да се посвети и да си работи тоа што си го работи. Иако веројатно ќе следи нови напади, нови инсинуации, нови тврдења. Сега си е на него.
Но суштината е вака, намерно не објавував текстови, празници беа, болен бев и така натаму, ќе објавам и текст како се добива НАТО сертификат. Не прават будали, човече. Сам си го подпишал, не. Ама кој на светов може сам да си подпише, бре, човече, со НАТО? Ти замисли таа конструкција дека сам на себе си дава сертификат од НАТО. И тоа проаѓа во оваа јавност. Искача и секој ден тоа го збори на пресконференција. Да. Но за тоа каква ни опозицијата говори дека Оливер Антонов име, како се вика, opinion maker. Значи тоа е, окей, луѓе. Тоа е тоа. Човек што, да не кажам како си има на суд изјаснато, имам документи за тоа, за еден работен спор, ама ај сега да не навлегуваме во тие работи. Човек како него. И сега име главе на дуд. Володжеј. Ја не викам дека сега вие не треба да ги критикувате тоа. Треба да се изведат факти и аргументи, ама сега смешно е, ви се смеат кога ве гледаат луѓе. Вика, сам си издал НАТО, јас сам да си издадам од Кембридж диплома. Од Оксфорд, Драган. Доктор на науки да те направиме сам. Ја да ти ја подпишам. Да. И ја ќе давам мислење дека не е лоша идејата и ќе украдеме таму еден штембил. И готово. Неверојатен дилетантизам е целата приказ. Знаеш, јас од парт кога гледам викам, добро, како е могуче некој да поверува во оваа глупост, разбираш? Целата конструкција е глупа, но јасно е лако кога го објаснуваш, си има своја логична причисно-последична врска и тоа е тоа. Иначе, Драгче, како се вика, не знам, јас борев дека биткоинот ќе падне и ја го падна под 92.000. Навистина? Да. Еден тврдеше 150 ќе стигне кај да. Јас реков дека по таа рамка сега ќе паѓа, после па може да расте, но сега ќе има еден мечката ќе игра сега малци. Мечката ќе игра, така. Да. Пошто сега ги направиле парите, нели тие што глупите изгубиле, губат пари, паметните добиваат. Сега ќе дојде некоја, може и до 70-60 да падне, може и 50. И после пак е крене за паметните пак да прават пари, глупите да губат. Еве ме прашува минатата недела, нели викаше дека ќе падне биткоинот, ја не ви кажав точен датум, но еве ви кажав, еве сега се случи тоа. Трамп ќе озима Гренланд. Луда прича. Значи, не знам што да кажам, многу луда прича. Ќе озима Гренланд и Канада. И Панамскиот канал. Не, види, вчера имав еден брифинг, не смеам да именувам извор, затоа што беше Chatham House Rules, иако беше онлайн брифингот, каде што еден висок функционер од САД, нема да го именувам кој, зборуваше дека всушност ова со Панамскиот канал, со Канада и со Гренланд е обид на Доналд Трамп да го тргне спотлајтот од војната во Украина и војната на Блискиот исток, да се тргне фокусот на светската јавност од таму, да се занимава со ваков циркус и вели зошто го прашуваме овој функционер, ќе ти кажам после која се не смеам да поделувам. Вели, па затоа што не може да се реши проблем доколку цел свет гледа во него. Обично е така, да. И сега кога луѓето ќе престанат, медиумите ќе престанат, ќе тргнат фокусот од таму и ќе се насечат со Лудориеве со Гренланд, тогаш е многу полесно ти да почнеш преговори, да работиш на случајот и многу помалку ќе изгубат сите кои нели ќе изгубат во тој од тој овакво. Да. Има логика, дури и тоа ми се чини единствената рационално објаснување, затоа што сите други делуваат просто нереално. Како? Ова објаснување единственото рационално што го давал американскиот експерт или политичар, што ли не е важно. Политичар во заминување. Да, затоа што другите објаснувања се премногу опасни, едноставно. Да, значи знаеш како доаѓа на власт во Америка тип што ќе изврши 3 инвазии на едни 20 дена. Не, ти кажувам. И тоа е суштината и тоа е целата работа. И сега треба да видиме, влогот е голем, го гледав кај Лекс Фридман, ако не си го гледал да го гледаш, Зеленски 3,5 сати подкаст има, добар.
Но Зеленски не сака да се тргне светлото, знаеш, тоа е... Па затоа што ако се тргне светлото, ќе има решение. А извинете, но иако сум огромен поддржувач на Украина, сметам дека Украина треба да до крај да се поддржува. Јас и Доналд Трамп не го поддржував на изборите токму поради ова се, да бидам искрен. Зборував јавно против него. Но мислам дека не може да се седне на маса, а Украина да излезе со цела територија од неа. Па така му дојде. И тоа е проблемот. И свесен е за тоа, нели, како се вика Зеленски, дека у моментов колку 18% од територијата на Украина, 19% од територијата на Украина ја контролира Русија, проба со тој нападот во Курск и успеа. Нели? Идејата на тој напад во Курск е после на зелена маса да се смени тој регион со нешто друго. Со нешто да добие, да. Да, но пак ќе кажам, очигледно е дека Трамп ова со Гренланд го прави за од една единствена Интересно со гледиште што му дава нова перспектива на целиот случај. Чисто за Игор Бутлевски вели со санкциите на САД кон низ Србија, Драган што ќе каже? Што да кажам? Тие санкции се резултат, односно се дел од санкциите кон Русија. Тоа е тоа. Американците имаат своја политика која што немаат намера да ја променат во однос на санкциите кон Русија, додека така им одговара. Србија во приказната е колатерална штета по обичај. Нема некоја филозофија тука. Вучич успева да лавира, да игра, да прави, да пусти, меѓутоа не можеш секогаш да излезеш на крај со големи. Видиш ја, очигледно е дека во низ Србија како се вика свој удел поседува огромен Русија, па така што тие санкции се очекувани. Едно од сценаријата која е владата на Република Србија е го најави да го откупи рускиот дел и тогаш компанијата де факто ќе биде тргната од овие санкции и тоа е можно. Гледаш какви све се наоѓаат начини, форми. Европска унија купува течен газ од Русија во енормни количини. Знаеш? Сами против себе, многу компликуван е светот во кој што живееме моментално. Многу голем број на лицемерија излегуваат на површина. Веројатно и тоа е дел од тактиката на Драган, имаме некоја паралелна реалност. Вика, тука имаше референдум, населението си го изгласа и ние да сме дел од Федерацијата Русија, нели? Сме гласале ли тоа, бе? Не сме гласале, шо? Едино јако не сум преспал некои 6-7 месеци, па да не сум го видел. Кај нас имало референдум да бидеме за Русија? Да. Не сеќам се. Не, ништо лично не сеќам. Значи не, Боже Господе е работа. Има ли прочестување во воздухот во Скопје во наредните неколку години, друже, не знаеме. Не знаеме. Министерството ветува дека прави чуда. И што може и што не може. Овие другиве си ја вршат својата работа, невладините, со викање, со галамење. Што знам? Дај Боже да се сменат работите на подобро. Премиерот вика дека ќе гради таму гасни централи. Ке треба време во секој случај. Не, види, имаме две работи. Мислам дека во прв пат некој го кажува јавно, запомнете го датумот. Мислам дека ќе се работи на дислокација на цементара од Скопје. Иако цементара, пак ќе кажам, не е некој голем загадувач во овој момент. Тоа го покажуваат сите мерења. Не е ништо друго, но тоа е првата работа. Втората работа е мора да се најде начин старите автомобили да се тргнат, мора да се најде начин да се тргнат нели, како се вика, да се смени грејењето на дрва и грејењето на штетни други, не знам, нафти и така натаму. Што е целата работа, Драган? Многу едноставно и науката е многу, како да ти кажам, многу прецизна. Зошто летно време не е загадено Скопје? И летно време работи цементара, не гаси летно време цементара. Летно време Скопје не е загадено затоа што кога има топол воздух и од автомобилите, издувните гасови се, лесно се крева горе. Зимно време воздухот е влажен, со самото тоа е тежок. И се спушта тука. И останува доле, ние сме во котлина живееме.
Значи, кога ќе кажат на дрва, ние секогаш сме се грели, дрвата не загадува. Не, дрвото е најзагадувачко. Зошто? Затоа што кога не се крева, а ти од куќе на 2 спрата, останува, орбитира во просторот околу Скопје, прави оваа огромна магла. Од автомобилот што ти чури, кој не е евро ништо, што е евро 0, Нема не стандард. разбираш Нема стандард. спачакот, значи исто така тоа што чури од позади останува тука, орбитири, после ти го дишеш и тоа од дрвата. Дрвото не е штетно, како не е штетно? Запали си дома оган и седи да видиш од димот што ќе ти се деси. Па тоа истото се случува во околината во Скопје. И тоа се причините, јасни се причините. Значи не се толку индустријски, не дека индустријата нема своја улога, да се разбереме, но е многу помала од ова. И ова се треба да се стави во рамка. Додека не се стави, додека не речат у Скопје више не влагаат колико и не се евро 6. Пример, евро 7. Не знам до кај сме стигнати со тоа. И кога ќе го речат тоа, по сите ќе бидете еве сега ние не може да возиме со стари коли. Така е. После ќе бидете сите незадоволни. Ама тоа е реалност. Тешка е реалност. Нема никад да биде чисто Скопје ради две причини, културата и климата. Не, види, ќе биде чисто Скопје кога вашето мислење, сега не тебе конкретен слушател, но на сите вие кои имате мислење како треба Скопје да се чисти, нема да биде земено во обзир. Ќе биде чисто Скопје кога ќе се наметнат правила, кога тие правила вас нема да ви се допаѓаат. Тогаш ќе биде чисто Скопје. Но ќе мора да ги почитувате. Значи, тогаш ќе биде чисто Скопје. Се до тогаш ние се може си филозофираме. Кога еден ден вие ќе бидете незадоволни, пошто не ви дозволуваат со вашиот автомобил да возите, пошто не ви дозволуваат да се греете на иверица, на дрва, на нафта, на ова или на она, тогаш Скопје ќе биде чисто. До тогаш нема да биде чисто. Односно, тогаш ќе биде негде 50-60 PM2,5. Нека сега 270. Затоа што сепак е котлина и сепак има магла и сепак нема што да така натаму. Но суштината е дека се додека вашиот став се почитува, Скопје нема да биде чисто. Извинете ми, почитувани слушатели, гледачи и се што тешки се овие работи и тешко се воспоставува тоа. Јас не верувам прво дека политичарите ќе имаат храброст да ги воведат. И токму затоа што сепак нив на крај ги гласа народ и сега знаеш како некој сега се прават тие работи. Сега се имплементираат. Додека уште се има кредит силен да се прави. Затоа што знаете како, ако сега вие сте премиер на државата и влада и ако ги воведете овие работи, тоа значи дека вие наредни избори нема да добиете. И тоа е многу интересно. Нели во демократијата волјата на народот е некогаш контра логиката, да. Да, контра логиката и многу е тешко да се искоренат тие работи. Ти знаеш колку било тешко да се описмени ова население. Тука 45-та кога се прави прв пат држава имаше 1% писмени луѓе во државата. Други не знаели името да си го напишат. Кога збориме за писмено, збориме за тоа името да си го напишат. Да, не зборуваме ние да Лав Николаевич Толстој да го читаат. Збориме името да си го напишат. Значи 45-та година, знаеш колку тежок и макотрпен процес било, сега преку 90% сме писмени, имињата знаеме сите да си ги напишеме. Значи, но суштината е да, мислам, смејте се колку сакате, ама е проблем. И си искорениле, не знам, чувале кози бе, онде умаджир мало, па тоа било проблем да ги натараш големиве граѓани да не чуваат кози. Дома. Абе ти, што ти е до пред 10 години, сега, до пред 15 години, ја кога дојдов во Скопје, Ситимол не беше направен. На место на кај што е Ситимол сега, коњи имаш. Коњи се шлака, да. Па не сум заборавил. Овци, така натаму. Што е така е. Меѓутоа, добриот дел е дека има надеж, јас мислам дека. Вика, во Лондон, во централната зона, ако идеш со автомобил, се плаќа
екстра, значи со порака мораш да си уплатиш дека возиш автомобил во центарот баш ради загадувањето, точно. Замислете во Скопје вакво нешто да се воведе. Да ќе биде полудување. А добро, со електрични коли не се плаќа. Да? Да. Ќе разговараме. А каде било населението 40-та година повеќе од 1 на 100 писмени, ај не се зезајте во цела Западна Европа. Не е точно. Шо? Не е точно. Шо? Дека бисто било на Запад. Луѓето си биле и тоа како писмени. На Запад 40-та година писменоста е сериозна. Преку... Та не може да вадиме проценти. Да, ама огромна писменост. Огромна. Да не се лажеме, мислам. Да не се лаже, да. Тоа е неспоредливо. Еве, ако сакате дури и во Русија исто. Па на стара автобуска во центар на Скопје кај МНТ имаше змии и магариња врзано. Вели, сега не им чинело, ха-ха-ха, да. Сега, ако се сеќаваме така, Ама тешко се менуваат тие работи. Ти тој со магарето не можеш да го натераш, брат. Да го тргне магарето. Он си го сака магарето. Магарето, козето. Исто како ти што сакаш на дрва да се грееш. И ти вика, не загадувам. Ја он упорене дека не загадува. Да, не загадува. Смрди, брат, он вика не загадува дрвото. Дрвото е наеколошко. Да. Како е еколошко, бе? Па што тогаш дома ставаш поре? Зашо оджак, ако е еколошко, зашо оджак ставаш? Запали си огин дома и седи. Така? Еколошки е. Ако е еколошко, зашо имаш оджак? Или не е добро ти да го дишеш дома, ама сите горе да го дишаме може. И кога ќе кажат најеколошко било на дрве, сега како да се објасниш ти со овие луѓе? Едукација. Само едукација. Нема шо е едукација, шо ќе го едуцираш? Поново и казни. Едукација и казни, за жал така стојат работите. Или па остануваме овде кај што сме и си врткаме у круг и тоа е тоа, си правиме муабети у празно. А Сашо Мјалков се вози во Ферарито. Монте Карло, излегува на најпознатите Инстаграм профили на Монако. Значи ексклузивно ви откривме кој го снимаше Сашо Мјалков. Што не е загадено. Да, не е загадено. Некој пишал многу добро, па вика Монте Карло не е будало у Скопје да седи, вика по загадено. Да. Покрај море си е море, како да ти кажам. Ја никогаш не сум бил у Монте. Ја дури вчера пишав, викам, бе луѓе, овој сам да не си го нарачува, кој бе, викам, тој што ќе седи, он вака ќе се поминуе. Не бе, тоа се таму од звездени места, ностоп има камери 100%. И ми пиша, ама не, таму се снима цело време, ја не знам, ја од сиромешна фамилија сум, ја не сум толку прошетан, да бидам искрен, не сум бил никогаш во Монте Карло. Давам глава дека и не си ни влегол во Ферари од 700.000. Ферари не, најскапа кола у која што, па не е нешто ни многу скап. Сум се возил добро у Мерцедес, ој што е С Мајбах. АМГ, или не знам каков беше. Мајбах во Македонија ми асоцира на некои многу смешни работи, така што. Да. Имаше еден бизнисмен што плен му стај на Мајбах, и сега да него да го дополнително елаборираме. Да него елаборираме дополнително тоа, но се имам возено во тоа е најскапата кола веројатно. Си имам во некој Range Rover и возено, во Тесла си имам возено. Нешто. Али у машинкава не. Вика еден има добар коментар, па која ви смета воздухот, него дишете. Така е. Добар, фала брат. Така што да. И ти така едлаш. Да, и не сум го видел Монако, искрено не ни планирам нешто. Зашто ќе појдеме сега? Брат, многу преварантско место е тоа. Сега кога ги видам коцкарници, што да ти кажам? Море, ривиера, убави жени. Што знам? Не знам, мене некако не ми е тоа фах. Што знам? Јас сум поише за некои поубави дестинации, Копенхаген, Осло. Скандинавија. Студено и чисто, така? Да, студено и чисто. Моето омилено острово исто е супер. Горе. Што сидеш, гледаш зеленило, Абердиншер, овци само гледаш и зеленило на сите страни оние. Карпи море доаѓа. Врне. Ја Медитеранот повеќе го. Идеш, не бе каков Медитеран. Неќам врнежи, неќам снегови цело време. Медитеран ме подсеќа на стомачни вируси. Кај да отидам, кога да отидам на море, ја проблеми имам после. Не сум морски тип, јас сум некој северен џак.
Не можам покрај море да живеам. Северен Джак. Да, да. Ќе затвараме ли куферчето или Јас се славате? да, огромен поздрав до Сашо Мјалков, убав провод во Монте Карло и не заборави, друже, не е се во Монте Карло, има нешто и во Горно Лисиче. Знаеш шо? Ние гледаме дека опозиција тука не ја бива за крајот, Драган. Ајде. А имаме тројца врвни кадри кои во моментов се избегани од државата. Тоа е Никола Груевски во Будимпешта, Артан Груби во Драч Или некаде во Албанија и Зоран Заев во Дубај. Он во Дубај прослави Бадник Божик, таму врвни кадри правите, да. Ние може, пошто не ја бива наша во опозиција, тука овие тројца може да направат опозиција во екзил. Не ти е лоша идејата. Баш кога као триаголник му доаѓа. Пази, Да. Албанија, Драч, Будимпешта и Дубај таму Овде ќе доле. влече таму, да, овде триаголникот, таму не е битно. И теоретичариве на завера може да земат пронајдат нешто, да пронајдат некаква символика, ја не Точки се разбирам некој, од тие работи, она, свети да. геометрии и чуда. Мислам, Да, тука ќе најдеме нешто, група Билдербек, масони, ова, она 300, нешто. Да. Се дешава нешто, ќе се случува. Добра ти е оваа идеја. Ова опозиција во екзил може овие тројца да направат. Се време вадиш некои вакви идеи. Да. Си ги вадиш. Ама нели е автентично? Пошто овие тука не ги бива сега. Не ги бива навистина за жал. Овие ќе остареме сите, ќе ни паднат косите, они уште за Бојан Христовски ќе зборат. Сообщение ќе пуштат. Да, свегаш. Така што ја мислам дека ова е иднината на македонската опозиција. Па кога ќе земат чаршаф и сите тројца. Се обединуваме, вика, ние тројца. И пази, 33% се албанци, Артан Груби. Не се исполнува, апсолутно. И имаш опозиција на национално единство. Се исполнува. И Сашо Мјалков плюс од Монако, ако влезе во екипа. Он може како финансиер да... Се сеќаваш... Триаголникот коцка треба да стане. Се сеќаваш на амстердамската тројка. Така, не, легендарната тројка. Која на крај заврши као единица. Единица преварантица. Да. Значи, ова е некаква амстердамска... Тројка во најава. Ама не е амстердамска. Добро да е. Ова ќе биде Ова е Драч Будимпештанско, Дубајска, Монте Карловска. Монте Карловска, овакво тројка. Тројка со можност за четврка. Со можност за четворка. Добро се. Шо вика? Дали имаат бадентер? Имаат бадентер, Артан Груби, да. Апсолутно, да. Луѓе го размислуваат брзо и квалитетно. Артан Груби, да, имаат бадентер. Се исполнува и сосема за крај да предупредиме уште еднашка, немојте да користите терминот кој што го употребуваше Златев, смрдежи. Да, за факт чекерите, затоа што Етичката комисија на Радио Лидер ми изрече глоба која изнесува 45 еспреса во денарска противвредност затоа што ги нареков смрдежи. Значи, се извинувам, навистина. Нема повеќе да го користам смрдежи терминот за, нели како се вика за овие напатени души кои сега ќе нема веќе да може да не цензурираат и на платформата која ние не цензурираат во живо ово утро јас ги нареков смрдежи. Што е голем етички прекршок, почитувани слушатели на Радио Лидер.